Патување према будење продолжува. Дразби за будење од времениот илузорен живот. Свесната активност ја смирува несвесната реактивност и ја отвара емпатиската комуникација. Енергија е моја креација, преку сопствено перцепирање и доживување. Јас сум све што одберам. Тоа е она што значи. Тоа сум што сум. Оптималното функционирање на системот на телото како квалитетен хардвер и ум, како квалитетен софтвер, зависи од оптималното напојување. Енергија е начин на перцепција и искуство. Енергијата е моја, а квалитетот на енергија зависи од мојата перцепција, мојата свест. Енергијата како активна сила и масата како пасивна сила секој миг го оптимализираат системот тело и покрај континуираните напади на неутралните сили, храна и мисла. Зошто сум депримиран? Поставувањето на целите го активира мислењето кое функционира во време. Неизбежните препреки кон целта предизвикуваат фрустрација и го заробуваат вниманието. Фокусираното внимание создава илузија кога менталното движење го заменува екзистенцијалното движење, кое произлегува од страственото патување кон целта. Нереализираната цел не изфрла во депресија. Мојата лака илузија на моќ ја градам врз основа на твојата слаба илузија на моќ. И двајцата пловиме во заедничкиот брод на небениот океан со надеж дека океанот ќе се смири. Јас сум гуру кој го бара изворниот суверенитет внатре во себе. Ти што ме гледаш, си гуру кој го бара изворниот суверенитет надвор од себе. Јас сум твој гуру кој те усмерува внатре во себе. Интелектуалната инфериорност има потреба од его милување и почитување. Интелектуалната супериорност има потреба од истакнување илузија на моќ. Интелектуалната индиферентност лови према изворот на постоење. Нова енергија е интеграција на стварниот идентитет и илузорниот идентитет. Квантна суперпозиција на мудроста на душата и магнетизмот на срцето. Ако
Ако не можам да ја лоцирам субатомската честичка без веројатност и статистичка низа, тогаш како ќе ја одредам стварната вибрација, фреквенција и синергизам на квантната суперпозиција на мудроста на душата и магнетизмот на срцето? Јас сум она што сум, облен во радост од моето безвремено постоење. Ти си она што си, замаглен од тагата на твоето времено постоење. Зошто? Затоа што несвесно вечното пулсирање на животниот процес го замена со временото пулсирање на неговите манифестации. Бранот го одвои од бранување на океанот. Јас сум чиста свест, која ја креира тоталната вибрација како унија на бескрајните вибрации. Моето човечко битие и духовно битие функционираат во физичка форма и нефизичка форма. Времената физичка форма на сложени енергии комплементарно функционира во физичкото, менталното и енергетското тело. Секој момент се конектира и десконектира со безвремената нефизичка форма на транзитното тело и тело на чиста свест. Тоа е наша природна екстаза на бесконечно вибрирање. Љубов е прифаќање на она што е. Љубов е внатрешна состојба која не зависи од надворешните дразби. Безвремениот животен процес се манифестира преку времениот живот, енергија во движење. Безвремениот животен процес е вечно јас постојам, јас сум чиста свест, креатор на времените манифестации преку енергија во движење. Јас сум вечен животен процес, енергетски океан кој се бранува со раздвижена енергија во ограничена животна бура, циклон и тајфун и се смирува во мирен енергетски океан. Погрешната идентификација со размеснетиот океан изврши амнезија на постоење на креаторот на манифестациите, што предизвикува страв од смрт. Кога амнезијата помине, остана креаторот мирен енергетски океан со своето вечно пулсирање во универзумот. Свесно се присуства во безвременото сега, а мисла е линеарна и делува во релативно време. Несвесна одлука ја прати сугестијата на умот, а свесна одлука ја прати сугестијата на срцето. Присуство на животниот процес предизвикува радост, а несвесното достигнување на целта предизвикува конфликт поради природата на конфузниот ум. Нереализираната цел не изврла во депресија. Кога нереализираната цел предизвикува проблем, конфузниот ум ја исклучува сугестијата на срцето, несвесно го превзема менаџирање на внатрешниот конфликт и заплеткан во сопствената паукова мрежа прогласува пирова победа. Не знам како ме доживуваш внатре во себе. Ако ме доживуваш како непријател, јас така не те доживувам. Јас те доживувам како надвор од себе, преку наметната илузија објект за потребите на релативниот свет. Илузијата не е стварност. Во стварноста, јас и ти сме исто.
Длабоко вдишувам во животот сега, кој е манифестација на животниот процес. Од квалитетот на енергетската комуникација зависи квалитетот на животот. Живот не е енергија, како жабокречење. Живот е енергија во движење, како бистра планинска река, активирана од собствената страст на освоената перцепција, без сомнеш за безсмртното јас постојам. Дадов се од себе за да се проширам, но за миг сватив дека се смалив, се загубив во маглата. Кога се појавија сончевите зраци, го видов смерот. Излезот е внатре. Кога умната ниска свест се интегрира со собствената безсмртна душа, високата свест, тогаш постои резонантно чувство во светот на љубовта. Љубов може само да се искуси, а не и да се пренесе без да се изгуби возвишената чувствителна резонанца. Јас сум динамичен живот, континуиран интерференцијски, вибрацијски, скаларно-векторски процес, кој ги менува густините и вибрацијските фреквенции во вечното сега и доживам искуства на ментална болка, физичка болка, до резонантен космички оргазм. Се е вибрација. Од безвремената највисока вибрација љубов до времена најниска вибрација страв, смрт на формата, од лавинска стварност до површинска стварност. Ниски вибрации не можат да екзистираат во присуство на високи вибрации. Во тело на свест, живот на страст, чувство на слобода, каде искрата на свест се претвара во пламен и светлосното тело чулна страст. Јас сум љубов, тоа е моја права природа. Јас и ти сме едно во присуство на љубов. Јас постојам, подлабоко јас сум. Јас сум чиста свест, креатор на се што постои. Јас постојам како безвремена висока свест, креатор на временото и илузорно постоење на ниската свест. Јас сум искуство, јас сум и мудрост, длабоко јас сум. Јас сум чиста свест, апсолутно. Длабоко вдишувам во себе. Јас сум искуство. Дестилирам искуства, јас сум мудрост. И јас сум чиста свест. Таа на енергијата е динамичко единство на поларните спротивности, високи енергетски вибрации и ниски енергетски вибрации, со моја, твоја, перцептивна и чувствителна квалитативна различност. Слободен сум. Моите нуклеарни честички се движат со брзина од 70.000 км во секунда и создаваат најчиста енергија со чувствителни чувства, а мојата илузија на моќ, изградена преку илузорното постоење на поларитетот субјект-објект, со ограничена перцепција, е спротивна на високата енергетска динамика преку најниска вибрација, најниски емоционални чувства, тага, страв, омраза,
во маглата на масовната свест, во полето на значење, во полето на вредности. Кога се дозволува да функционира високата енергетска динамика во системот на ниската свест, тело ум, со присуство на мудрост од високата свест, душа, ние конечно сме слободни. Дразби за будење на природната состојба на битието. Чистата свест не содржи енергија. Таа е креатор на енергијата и како магнет ја привлекува и магнетизира во ритмот на безвременото космичко тако. Субјект е целокупното знаење за објектот. Енергија е згусната чиста свест, а материја е згусната енергија до ниво на видливост. Ако е страв состојба на мисла, дали штога мојата слобода зависи од мислењето? Фокусирање према цел фрустрира, а патување према цел просветлува. Просветлувањето е патување, а не дестинација. Зошто го предавам мојот изворен суверенитет на безвременото постоење преку идентификација со состојба на времена мисла која предизвикува страв и го труе моето тело, најсовршениот космички хардвер во космосот. Јас сум тотално електромагнетно поле, кое пулсира како медуза, со мисла издвоен во индивидуално електромагнетно поле, кое пулсира како бура, тајфун и корона цикл. Вирус е збор со емотивен набој кој предизвикува неравнотежа во човековата свест. Вниманието зависи од волјата и ја менува вибрацијата на телото. Душа, висока свест е искуствен дел на чистата свест, со искрена чиста свест и непроменлива јадрова енергија, кодирана во космички рамки. Душата е во конекција, во врска со умот. Ниска свест, кој е искуствен дел на душата во релативниот свет, светот на доживувањето. Објект е гоблен на субатомски честички, означен со збор, кој автоматски преку сетилните органи се перципира како материја. Ако го познаваш чувството за здравје, овде и сега, присвои го. Тоа чувство како дијамант, кој како магнет ќе ја повлече креативната енергија која генерира здравје. Емоција е детектор на корелацијата помеѓу душата, телото и умот во еволутивниот процес на будење. Божественото сензитивно чувство и човековото емотивно чувство целосно се присутни во вечниот, безвремен, сегашен момент. Битието е поседува божествената искрена свест и целокупната фиксна и вариабилна енергија. Едно битие е со две чувства во вечното сега. Сега е чувство, тоа е искуство. Енергијата се манифестира со фреквенција на биокомпјутерот во зависност од инпутот на мислите.
Поравнете ја фреквенцијата со алфа и пониска фреквенција и сигурно ја добивате реалноста која ја посакувате. Детонатори за будење на слободниот проток на енергија во релативниот свет. Јас сум свест апсолут. Свеста е креатор на енергија која како магнет ја привлекува и го магнетизира танго ритмот. Свест енергија. Енергијата е креатор на материјата која како магнет ја привлекува и го магнетизира ритмот. Енергија материја. Материјата преку умот како процесор со ниска свест во корелација со мозокот ја креира илузијата на ритмот објект-субјект и ја магнетизира его структурата. Магнетизираната его структура ја креира илузијата на моќ како еволуција на релативниот свет преку искуства и доживувања. Јасна свест, но свеста не работи. А што е свеста? Свеста е свесност, а ширење е да се биде свесен за свесност. Започнете со чувство. Тоа е првото нешто што доаѓа, првата свест. Адамус, мојата висока свест. Свеста е свесност за свесноста. Свеста е како радарски систем што се проширува. Кога е фокусиран, се намалува како паметна ниска свест и делува линеарно. Умната ниска свест може да биде максимално конструктивна ако делува во врска со свесноста и опасно деструктивна ако действува самостојно. Заедничкото действување на високата свест и ниската свест ја активира страста и воспоставува синергија на танго ритмот и рок-н-рол ритмот преку напорна работа без напор. Апсолутната вистина е полувистина. Јас сум чиста свест. Свест. Космосот е ментален. Волјата го насочува вниманието. Вниманието ја менува вибрацијата. Вибрацијата е енергија. Енергија е начин на перципирање и доживување. Енергијата реагира на свеста. Енергијата е ваша и таа ви служи. Енергија е згусната свест. Материја е згусната енергија. Свеста не е енергија. Свеста е креатор и потикнувач на енергијата. Душата е искуствен дел на свеста. Умот е искуствен дел на душата. Искуството и знаењето одат заедно. И јас сум душа со мудрост. Зошто не сум радосен кога имам се во животот? Радоста е внатрешна состојба, која произлегува од патувањето во животниот процес со страст во душата. Ако страста недостасува, тога желбата доминира со животните манифестации. Желбата и мислата одат заедно. Мислата функционира во време и генерира состојба на емоционален страв. Стравот ја насочува перцепцијата кон ограниченото функционирање на времената форма со ограничени чувства на нишалката болка задоволство. Со промена на перцепцијата, поради безвременото јас постојам, се изнедрува страста од длабочината на душата.
Страста го отвара процесот на функционирање на новата енергија, како синергија на животниот процес и животните манифестации, со вибрации на неограничени радосни чувства. Јас сум енергија во форма на тело. Оптималното енергетско функционирање на телото е во природна резонанса со енергетскиот универзум и тогаш произведува хемиски супстанции препознаени како љубов, радост и емпатија. Кога фокусот ќе го изместиме од телото и пријатноста ќе ја бараме надвор од него, го изместуваме мирното и природно функционирање на телото и резонансата со енергетскиот универзум. Мислата го собира својот данок на стрес и го задржува континуитетот на мисленето. Мисленето е електрично, генерира магнетни чувства и преку електромагнетно поле се привлекуваат вибрации кои ги зрачиме. Со страст патувам кон целта и се чувствувам пријатно. Кога патувањето кон целта беше напорно, се чувствував непријатно. Ме програмира дека без јасно дефинирана цел не можам ништо да постигнам и нема да бидам среќен. Ги послушав. Го внесов програмот во себе со желба да бидам среќен, кога ќе ја реализирам мојата цел. Ќе постанам славен и финансиски независен со мојата книга Свест, која ќе биде објавена за 1 година. Ако целта не ја реализирам, ќе бидам фрустриран. 3 година патувам кон целта и види чудо, се уште се чувствувам пријатно со повисок ентузијазам, а целта не е реализирана. Чувството на пријатност не е во функционална зависност од реализацијата на целта. Чувството на пријатност е директно пропорционално со страстното патување кон целта. Храброст е да бидеш сам. Нашето физичко постоење е составено од физичко тело, психичко тело и енергетско тело. И храбро е кога е исполнето со кристална енергија од односите со своето окружување. Кога сме осамени, храброста се губи во празнината и се појавува стравот за опстанок како неизбежна сенка. Храброста е директно пропорционална со растојанието помеѓу илузорното постоење, физичко и психичко тело и стварното постоење, она што сум. Многу се трудев да се чувствувам пријатно. И што повеќе се трудев, очекуваната пријатност се претвараше во фрустрација. Разочаран се повлеку во себе. Го осетив пулсирањето на собствената енергија во момент кога проблемите околу мене се губеа во празнината. Знивот се смири. Чувството на пријатност се појави. Јас сум микрокосмос, ментален универзум со безвремена енергија која пулсира во бескрај. Кога перцепцијата е заробена од масовната свест и насочена кон надворешниот светилник на смртта, телото и умот се манифестираат преку болка и страдање и ја вознемируваат мојата енергија. Кога се ослободам од масовната свест и перцепцијата е насочен кон натрешниот бесмртен светилник, исчезнуваат болката и страдањето, се смирува енергијата и отпочнува безвременото и резонантно космичко пулсирање во танго ритамот, висока свест, гност. Гност е креативна енергија.
Нов, прекрасен зимски ден. Блесокот на сончевите зраци од езерската шир, кој пулсира со своите бранови, навлеза мојата соба и на екранот на мојот компјутер. Заедно со мојата свест се појави еден вид таписерија од букви, зборови и реченици, наречена јазик, која се обидува со сета своја сила да го пренесе моето возвишено чувство во вечното и безвременското сега. Сега, тоа е чувство, тоа е искуство, тоа е влажност, киселост, мирис, тоа е песна на славеот, тоа е допирот на ветерот што те гали, тоа е безшумниот звук на космосот. Како да се пренесе непренесливото? Колку повеќе објаснувам и ја проширувам таписеријата на филозофирање, толку повеќе се оддалечувам од чувството да се биде присутен во вечното сега. Се што гледаме, допираме и забележуваме како материја, свет или универзум, се само електрични сигнали во нашиот мозок. Обликот на птицата што ја гледаме и звукот што го слушаме е интерпретација на мозокот на електричниот сигнал. Растојанието помеѓу нас и екранот на компјутерот е чувство на простор, формиран во нашиот мозок. Љубовта е највисоката вибрација во природата. Вибрациите на телото се чувствуваат преку емоцијата. Емоцијата е реакција на телото на мисла. Вибрациите на телото зависат од мислата, но мислата зависи и од вибрациите. Вибрациите на телото покрај мислата главно зависи од храната. Ако макро и микро исхраната се избалансираат преку храната, телото ги зголемува своите вибрации. Високите вибрации на телото ги поддржуваат позитивните мисли. Позитивните мисли дополнително ги зголемуваат вибрациите на телото. Тогаш и само тогаш сме среќни, радосни, воодушевени и полни со ентузијазам и се движиме кон највисоката вибрација љубовта. Така се отвора портата на основниот закон по природата, законот на вибрации и привлечност, кој почнува да делува во нас и низ нас со целиот позитивен спектар. Самиот живот е богат. Вибрациите на телото трепират како милозвучен глас на виолината. Моето тело вибрира во хармонија со природата. Тогаш воспоставената хармонија, раскошно преку природниот закон на привлечност, не наградува со зголемен проток на богатство во сите области на животот. Вашиот живот плива во луксузните вибрации на љубовта и богатството. Донесете одлука и дозволете ни со дополнителни информации да ве воведеме во доменот на позитивните вибрации, каде што животот е благосостојба сам по себе, без оглед на надворешните околности. Каде отиде мојата детска радост? Постојам, подлабоко сум. Јас сум чиста свест, создател на се што постои. Постојам, како безвременска висока свест, создател на времето и илузијата на постоењето на ниската свест. Зошто немам радост кога имам се? Кога сум јас креаторот на сето она што постои, и немам радост. Како е можно тоа?
Кога безвременскиот животен процес, кој генерира радост од вечното оргазмишко пулсирање во бесконечноста, ќе биде заменет со позитивниот пол, среќен живот од улизорното привремено постоење на дуалност, во еден момент однатре се раѓа негативниот пол, кој се манифестира со емоционален страв од смртта на формата. Радоста на страстната вечност во единството се губи и се компензира со илузијата на моќта, преку бесмислена надприродничка борба во арената на релативниот свет. Илузијата на моќ е фатаморгана и ја бара радоста на единството од погрешна насока на изолација. Излезот е внатре, а радоста е чувство кој не зависи од надворешните дразби. Кога сум свесен дека сум разочаран, тогаш сум буден. Мислата е објект. Таа функционира во времето, а времето зависи од просторот. Просторот е дефиниран со точка во празнината. Бесот е реакција на телото на мислата, како емотивно чувство, вознемирена енергија, присутна во вечното сега. Кога сум луд, не сум свесен, не сум буден. Кога сум свесен за гневот, нарушената енергија на двојноста се трансформира во сочувство, како нова енергија во вечното сега, која се интегрира со енергијата на сензитивните чувства, на мир, радост, безусловна љубов и блаженство, на единството во вечното сега. Буден сум и ја чувствувам динамика на вечниот животен процес. Преку погрешна предпоставка до пекол. Енергијата и масата се еквивалентни. Масата е материја со помала свесност, поради кондензација на енергијата. Зголемување на масата, како пасивна сила, го намалува слободниот проток на енергија. Активна сила на системот на телото-умот и го изместува од неговата природна резонантна рамнотежа. Нема време во рајот. Исус. Енергијата и масата на нишалото на животот ја формираат двојноста на моето постоење во вечното овде и сега. Постојам безвременски и постојам временски во безвременското овде и сега, во илузијата на временскиот релативен свет. Мојата погрешна предпоставка, усвоена или наметната, ако нема време во рајот, тогаш има време во пеколот. Го формира пеколот како спротивен пол на рајот. Ако рајот, според мојата имагинација, е слободен проток на енергија, тогаш пеколот е ограничен проток на енергија. Сите енергии и маси универзално се само спектрални модулации кои се разликуваат само по густина и вибрација. Процесот на претварање на спектралните модулации од макрокосмосот во илузорен ментален микрокосмос, условен со меморираното знаење, е автоматски. Мојот микрокосмос, мојот релативен свет наликува на турбулентната површина на океанот, каде што привремено постојам како бран одвон од океанот, со чувство за глума во моите драми. Идентификување со бранот и драматизирањето на собствените создадени драми ја зголемува масата на системот, на телото умот и не води во пеколно ограничен проток на енергија. Погрешното идентификување со илузијата на телото, умот, е многу тешко да се надмине покрај јасните интелектуални пораки.
Телото е 99,999% празен простор. Телото е енергија во форма на тело. Јас сум електрична енергија во форма на тело. Цитати по редослед: квантна наука, Адамус, Тесла. Додека не се доживеат. Знам се за психолошкото, кој само се создава, а не знам ништо за екзистенцијалното, за длабоката интелигенција на моите животни енергии. Знам се за змијата како илузија предизвикана од погрешната перцепција, а за цревото не знам ништо. Знам се за пеколот како илузија на одвојување за моето внатрешно тело од надворешното тело, одвојување на бран од океанот, и не знам ништо за единството на рајот, за океанот што бранува. Мислите дека сте будни, дека сте живи, а не ги перципирате зборовите на Буда. Разбудете се и станете поживи. Се во универзумот е воспоставување на природна равнотежа помеѓу енергијата како активна сила и масата како пасивна сила, на спектрални модалитети кои се разликуваат по густина и фреквенции во рамките на вкупното електромагнетно поле, кое слободно и безвременски пулсира како медуза. Новата енергија како интеграција на психолошкото и екзистенцијалното ја обезбедува енергијата на синергијата помеѓу животот и животниот процес, временско и безвременско постојане, само кога свесно одиме по насока на нашите животни енергии, каде што се појавуваат еуфорични чувства на мир, радост, се појавуваат безусловна љубов и блаженство без разлика на нашето функционирање по релативниот свет. Богатство е слободен проток на енергија. Мислата е предмет со маса која го блокира слободниот проток на енергија во вечното сега. Мислето ја одржува во континуитет мислата и го создава илузорното чувство на издвоеност од екзистенцијалното, безпросторно и безвремено сега. Мислата е предмет со згусната енергија, маса и зависи од просторот и времето, кои го детерминираат дуалниот релативен свет, како илузорен, ментален живот, космичка игра на спектрални модулации. Кога се идентификуваме со времениот систем тело, будни заспиваме и излегуваме од стварниот екзистенцијален живот, присуство во вечното сега. Живееме во вечното сега, во илузија, и ментално ја креираме нишалката на болка, задоволство, како единствена стварност на материја. Времената ниска умна свест, искусствен дел од високата свест, како магнет ја привлекува материјата с густата енергија и го активира времениот рок-н-рол ритам на изворното јас постојам, како ограничен проток на енергија. Јас креирам потопување на менталниот живот, во екзистенцијалниот живот на временскиот рок-н-рол, во безвремениот танго ритам и свесен за илузијата на менталниот живот, со страст во душата пловам во вечното сега, вечниот живот. И јас сум разбуден со еуфорични чувства на радост, мир, безусловна љубов и блаженство, кои го исполнуваат мојот телесен храм. Немирот, предизвикан од менталниот живот преку страв, се претвори во сенка без субстанца, која го следи безвремениот екзистенцијален живот. Просветлување, реализација е мит или стварност. Мислите скокаат како бумбари и чувствувам фрустрација, предизвикана од мојата дуална игра, јасно замаглена.
Како да се справам со моите бомбари кои се стресни? Посматрај ги и немој да градиш пајакова мрежа. Кога моето трпение е при крај, од ова мое филозофирање, кое ме извлече од екзистенцијалниот живот, повторно се појави мојот Адамос, високата свест, мојот уништувач на сонови, со неговиот најнов диамант. Диамантот на мојата висока свест гласи: прво признајте ја вашата реализација, тогаш енергиите се менуваат, не обратно. Место да ја признаете илузијата на простор, време и смртност, признајте ја стварноста на безпросторност, безвременост и безсмртност. Тогаш енергиите креативно се менуваат, а не обратно. Дали е можно моето просветлување, реализација, да е во функционална зависност од моето признавање јас сум просветлен? Последечно на тоа, моите енергии се менуваат, ке менуваат густините, вибрациите и ме внесуваат во безвременото и вечно сега. Просветлувањето е обратно пропорционално на преку промена на енергиите до просветлување, кој 40 години го практикувам. Ги менував густините и вибрациите на енергиите, на моето времено илузорно постоење, со цел да се реализирам во моето безвремено стварно постоење во вечното сега. Преку време во безвремено сега. Преку активности по време на илузија да ја достигнам безформната стварност. Малкум Морген. Маглата на илузијата е се погуста. Активностите, преземени во густа магла, с густата енергија, со ниска времена умна свест, го открија фундаментот на илузијата. Илузијата е формира материјата во простор и време и напорно, но лалудно се труди да ја вметне материјата во безвременото сега, во екзистенционален и вечен живот. Кога сончевите здраци ја растурија маглата, се појави Адамусовиот диамант. Прво признајте ја вашата реализација, тогаш енергиите се менуваат, не обратно. Прво признајте ја стварност, јас постојам, јас сум безсмртен, тогаш енергиите се менуваат. Тогаш високата свест како магнет ги привлекува гностичките креативни енергии. Кога ја признаеме илузијата јас постојам, јас сум смртен, како стварност, заглавени во материја, с густната енергија и собствените драми, бараме излез преку просветлување во екзистенцијална безсмртност. Се активира ниската умна свест, која како магнет ја привлекува материјата с густната енергија и го зацврстува чувството на издвоеност. На тој начин, илузијата е длабоко фундирана. Излазот е едноставен, но во спротивен правец од активностите по замаглените траги кон просветлување. Отпушти ја илузијата, јас постојам. Интегрирани моите постоења, безвременото и временото, мојот телесен храм, ја редуцира масата како пасивна сила, ја ослободи згусната енергија и како нова енергија го отворија патот кон креаторот на животот како слободен проток на енергија. Јас постојам, подлабоко јас сум и јас сум чиста свест. Ти се јас. Сознанието е, постојам вечно, сега и овде, со слободен проток на енергија, со сите атрибути на рај. Не реализирај не. Постојам во време,
Со ограничен проток на енергија, со сите атрибути на пеколот, кој преку козметички рационализации го претварам во рај. Сега нема време, но има две чувства. Сензитивно, со атрибути на рајот, јас сум реализиран, и емотивно, со атрибути на пеколот, не сум реализиран. Јас како реализиран, и ти како не реализиран, ние постоиме во вечното сега и дишеме со сигурност сега, во рајот. Ако дишеме сега, јас како остварен и бесмртен, а ти како нереализиран и смртен, тогаш и двајцата живееме во рајот сега. Јас и ти сме реализирани и бесмртни. Свесен сум за својата бесмртност. Слободно го сознавам својот живот, а ти си заглавен во илузијата на смртноста и узорното чувство на одвоеност, кое генерира страв за опстанок на формата и ти условно го сознаваш својот живот како жртва. Ниската ментална свест се активира преку времениот и ограничен дуалистички софтвер, кој како магнет ја привлекува материјата, кондензирана енергија, и го зајакнува чувството на посебност. На овој начин, илузијата е длабоко втемелена преку условеното програмирање. Како да се репрограмира? Едноставно напуштете ја мислата и зборот «Јас сум смртен и нереализиран» и прифатете реалноста. Јас сум остварен во вечното сега. Ти си јас, ако се ослободиш од илузијата на смртност. Универзумот е холографски. Најмалиот дел од целината целосно ја представува целината. Еден од нашите атоми ја создаде сликата на целиот универзум. Енергиите како активни сили и масите како пасивни сили. Во универзумот се само спектрални модулации кои се разликуваат по густина, вибрации и фреквенции. Космосот е ментален, составен од мисли, предмети, кои функционираат во минатото и идно време. Сегашното време е илузија наметната од масовната свест. Сега, тоа е безвременско и вечно. Новата енергија е начин на соплетување и доживување. Адамос, вие сте јас, ослободен од перцепцијата на смртноста. Без свест нема емпатична комуникација. Во првата кондензација на чистата свест, апсолутно, се формира енергија. Енергијата е кондензирана свест, безвременска душевна свест, како искуствен дел од чистата свест, вечно пулсира со гностичката креативна енергија, како танго, ритам, пулсирање на медуза. Преку кондензација на енергија се формира материја, илузија, енергија во форма. Материја е кондензирана енергија. Временската убно ниска свест, како искуствен дел од душевно високата свест, ритмички, забрзано, привремено пулсира со енергија, како рок-н-рол ритам, во форма на тело, човечко суштество. Односите на луѓето се одвиваат преку комуникација со висока свест, остварена, со свест на акција, присутна во вечното сега, или ниска свест, неостварена, со реактивна реакција, отсутна од вечното сега, заглавена во интелектот, меморијата и идентификација. Мислата и зборот преку софтверот во храмот на моето тело и вашето ја одредуваат реалноста, или илузија,
искуството во релативниот свет. Високата свест во храмот на моето тело работи во безвременски и неограничен космички софтвер. Иската умна свест во твојот телесен храм функционира во времен и ограничен дуалистички софтвер. Без емпатија нема комуникација. Таквата комуникација ја воспоставуваат поединци со ниска ментална свест. Без комуникација, поединците се надмудруваат со собствените мородрами, поттикнати од илузијата на собственото его, водат стресна борба за победник во арената на илузијата на моќ, која се крунисува со нарушување на равнотежата на адреналин, серотонин. Две индивидуи кои не се реализирани функционираат од ниска умствена свест. Комуницираат преку условена реактивност со дуалност, со ограничен проток на енергија, со сите атрибути на пеколот, кои преку козметички рационализации го претварат во рај. Густата енергија на материјата, со неа дополнително го згоснуваат уништувањето и енормно го загидуваат нивното заетничко надворешно тело, надворешната средина и планетата Земја. Садгуру, светскиот духовен водач, е во право. Излезот од хаосот наметат од масовната свест е само поединецот преку проширување на собствената свест. Проширување на свеста се одвива со напуштање на илузијата. Постојам, не сум реализиран. Јас сум смртен со ограничен проток на енергија и прифаќање на единството како реалност. Ослободен сум од перцепцијата на смртноста. Кога ќе се појави некоја мисла или збор, јас сум бесмртен, реализиран, се активира високата свест на неограничиот космички софтвер, кој како магнет ја привлекува гностичката креативна енергија, која не носи во единство со еуфорични чувства на мир, радост, безусловна љубов и блаженство. Дори тогаш од позиција на единство се раѓа емпатијата, како основен услов за функционирање на квалитетни односи. Остварениот поединец, со своето присуство во вечното сега, знае дека нема екзистенцијална разлика со нереализираниот поединец. Самото присуство на високата свест предизвикува вибрациона интерференција која се претвара во емпатичка комуникација во односите. Самото присуство на високата свест предизвикува вибрациона интерференција која се претвара во емпатичка комуникација во односите. Доста е за денес.